Браќа и сестри, ве замолувам да ги завземете своите места за да почнеме со богослужението. На почетокот на нашето богослужение ќе отпееме химната која што денес ја научивме на Сабајле. Ве замолувам на звукот на инструментот да станете, а текстот ќе биде на презентација. Драги Боже, чуј го Ти нашиот глас кога викаме кон Тебе и кога Те бараме. Те молиме сега дај да го благословиш ова богослужение и навистина секоја порака која што ќе биде изнесена од нас да влезе во нашиот живот и да не промени, Боже. Дај навистина да почнеме да личиме на личности и Твои деца онака како што си сакал од почетокот. Те молам благослови го секој еден кој што зборува тука и Ти биди со него. Дај Светиот Дух да делува на секој еден од нас. Ти благодариме за се и Те молиме во Исусово име. Амин. Дали сакате песни? Дали сакате разни музички номери? Меѓу нас, барем во нашата црква, можем искрено да кажам дека сме многу благословени со личности, со луѓе кои што знаат прекрасно да свират, да пеат, да компонираат и Бог навистина не благословил со ова. Во продолжение ќе слушнеме една музичка номера од Петра. Петра, повеќе.
благодариме на Петра. Дали некогаш сте сакале да имате мотор? Дали некогаш сте сакале да се возите со мотор? Доколку може би ваш одговорот на овие прашања е да, има некој кој што ќе ве потикне и ќе ве охрабри да го направите тоа, но со една друга цел. Затоа ги повикувам АММ Македонија да дојдат и да ни го споделат она што го спремиле за нас. Божи благослов, браќа и сестри, и посакуваме, ќе ги прочитаме стиховите во послание до Римјаните, прво поглавје, 16 стих. Вели вака: Зашто јас не се стравам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првин на јудеец, а и за грк. Божи благослов, браќа и сестри од мене. Јас сум Маријан, ова е Игор, ова е Јасмина. Ние сме представници на АММ Македонија. Предпоставате дека вие сте надвор мотори кој не виде, дека што ни е функцијата кој АММ Македонија. Фала ти, брат. Фала. Првен да ви објаснам на кратко што значи АММ. АММ значи адвентистичка мотоциклистичка мисија. Ние членуваме у таа мисија и нешто подетално, нешто накратко да ви објаснам што значи тоа. Вика, нашата мисија е распространата на широко низ цел свет и има цел да ја представува и да ја шири тројната ангелска вест на сите нации, народи, племиња и луѓе. Нашето лого е одобрено од Генералната конференција и ние им даваме огромна подршка на нашите адвентистички цркви на низ целиот свет. Овие слики сега нешто ставив. Овие се слики од инаугурацијата во Белград 2021 година, кои браќата од Србија ги веќе се зашленија у семејството на АММ низ цел свет. Не поканија мене и Игор и ние бевме тамо како представници на Македонија и дојавме членство. Јас, Игор и Стефан. Тука се овие двајцата на другата слика што ја гледате е двајцата браќа амбасадорите на Европската унија, на АММ. Ова сме ние сите после инаугурацијата. Дојдоа двајца брат и сестра што се главни за АММ низ цел свет од Америка. Се им ги заборив вињата, извинете. Исто така многу се дружиме и многу ја шириме мисијата. Се некој ќе мисли, ние само сакаме да се возиме. Не ни е тоа целта на нас да се возиме и дека со моторите само. Дека луѓето имаат предрасуди дека моторџиите се, како да кажем, без карактер, без своје јас и така натаму и така. Не. Ние, не се такви луѓето. Јас сум посетил многу мотосовири, што сум запознал многу луѓе. Не се такви. Ако допрете до нивното срце, се сосема други луѓе. И затоа целта ни е, кој АММ, не само да се возиме, туку да го шириме Евангелието, што ни е дадено, и затоа се движиме од тие структури на луѓе. Бидејќи таму има некои луѓе што сака да го запознае Бога, кој јас. Кој, например, јас порано бев, како да кажем, на Господ бељата. Така кажем. Ама Господ ми отвори една врата, што ја терам, можеби ми треба време. Јас во моментот таа врата што ми отворил Господ уште не знам како да ви објаснам. Ама ќе ми треба време, ама времето го гледам дека иде и напред и дека се појако и појако сакам да му служам на Господ. Што продолжам понатака, му фати емоции некои. Ова сме, браќето од Србија беа тука, имавме богослужение во црквата во Вера, после отидовме у Парадис Фуд, тамо на ручек бевме
Исто така, што гледате, исто има уште една христијанска мото асоциација, тие се CMA, тие се со нив ова ние се сликите кои идахме за Белград кога беше фестивалот на авторска музика. Ова јас и Игор. И ова е знакчето последно. Дека сме јаки заедно сите. Целта ни е на ние уште сме почетници оваа работа. Веќе браќата у Србија многу се проширени, многу дури направија први во цел свет мотособир, сасим поразличен мотособир кој што го очекуваа луѓето. Со христијанска музика, со здравствена програма, со се што дадени се многу книги за Господа, Евангелија, Библии. Исто имат они едно направено, се вика Бајкерски пут кон Христа. Тоа е на нашке патот кон Христа. Книгата само предната страна имат сменето. Имат направено моторџиска. Јас имам толку, молете се за нас да успееме вака како моторџиска асоциација туку во Македонија, за да може да допреме до поише срца. Кој сака нека, кој има желба за мотор, може да се приклучи секое време. И целта ни е што поише луѓе да спасиме, да привлечеме кон Бога, да го запознаат Бога. И само да завршиме со стиховите кои што знам дека сите ги знаете, а кои што се навистина важни за нас, и тоа е последната порака која што Христос ни ја оставил на сите нас како негови ученици. А се наоѓа во 28 глава во Евангелието по Матеј, 19 и 20 стих. Така одејќи направете ги сите народи, мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин. Како што реков, во нашата црква има многу луѓе кои што знаат да пеат и да свират. Едниот нив, барем оние кои што прво почнуваат да пеат, па почнуваат да зборуваат, се нашите браќа и сестри од црквата во Шито Оризари, затоа ги повикувам да ни отпеат оно што го спремиле.
Precea veșalida de mujer de bisel la corovilo sarba zoralote ove precea veșalida de mujer la corovilo sarba zoralote i dai tu te cabise Precea veșalida de mujer de bisel la corovilo sarba zoralote ove precea veșalida de mujer de bisel la corovilo sarba zoralote ove i dai tu te cabise samo na
дај туте каби се Само на одеве. Ова песна беше базирана на основа на библискиот текст во Исаја 49 глава. Може ли мајка да го заборави чедото свое и да го заборави, јас тебе нема те заборавам. Јас мислам дека бе во право кога реков тие прво учат да пеат па да зборуваат. Мене барам од позади супер ми звучеше. Во продолжуваме со темата на целиот собор, со христијанското семејство. Следната рубрика е интервју, која што се гледа на тоа и разговара за семените циклуси и потреби, и затоа го повикувам пастор Ѓурица Пастаницки и неговите избрани да го споделат со нас оно што го спремени. Во ред, како што и вели овој наш мото на соборот за семејството, во ова наше време кое што живееме. Ајде да видам колку овде има слободни млади личности кои што не се во брак. Крени рака, не се стиди. Не мислам на деца, не деца да кревате. Млади. Да видам младите кај сте. Од 15 нагоре. Океј, две има, добро. Ајде да видиме што туку венчани. Не мислам дека е закачено оно позади уште клепети зад нив. Што? Како врко? Само што су се узели. Не сме се добро разбрали. Ке ни треба преводител тука, толкувач. Значи, што туку венчани? Мислам на 3 години уназад, па навамо. Еден. Да, знам за нив. А други? Има? Нема. Добро. Значи, гледате, ова се веќе циклуси. Имате млади, како што и пишува овде, нели? Слободни личности кои размислуваат во својот живот, еден ден ќе стапат во брак и се подготвуваат за тоа психофизички, нели? И ментално. Не смееме и тој дел да го заборавиме. Што туку венчани кои што се одлучиле на тој чекор да живеат заедно. Па имаме родителски пар со мали деца. Да видам колку ги има. Еден е тука. Добро. Признавам и тој дел. Океј. Значи, млади, се уште се чувствуваат млади затоа што имаат мали деца, нели? Али да видиме кои се тоа брачни парови со адолесценти. Можеби најтешкиот дел од животот на родителите и на младите. Тинејџери. Океј, тинејџери. Кај сте тинејџери? Тука ли се? Тука се? Да прават проблеми? Не прават проблеми, не, далеко. Тие се такви китки за мирисање да уживате да ги мирисате. Само кивате од нив. Фала ти, Сања. Океј. Имаме семејства кои што веќе излетело од нивните гнезда, како што денеска и брат Владо спомна дека некој се подготвува за тоа. Да видам такви кај што излетеле од вашите гнезда. Колку птици излетеле од кај вас? Мамо, кревај рака. Знам дека си тука и твоите излетаја. Да видам други. Така, братомето, мора да се признае. Знам дека има повише, да. Значи, гледате, ова се циклуси во животот на нас, луѓето, и кога ќе дојдеме до моментот кога нашите
птичиња ќе излетат од гнездото, доаѓа семејство кое што е во одминати години. Ја не ја видов сестра Виолета, сигурно и она кренела рака, така да, во ред. Пошто немаме многу време, ние се брзаме да стасаме во Скопје, бидејќи имаме предавање со брат Доналд Милер во Paradise Food. Јас ќе преминам веднаш на прашањата, значи да брачните парови кои што се овде на кратко, ви штопувам време, да ни се представите име, презиме, колку години сте во брак. Може од таму па наваму. Преведувај, Славче. Да, я буду говорить по-русски. Окей? По-русски. Меня зовут Настя, Анастасия, мой муж Славче. Я думаю, все поняли. Да, и имаме 29 години и 33. Јас сум од колку години Македонија, сте? од Велес. Ние сме прва година во брак, така да ние сме што току испаднале од гнездото, па сега запловуваме во овие другите води и така учиме. Добро, значи се уште се слуша тоа на клопотарците за колата таму зад вас. Окей, следниот брачен пар. Ние сме Албена и Илија Кирови и сме 7 години во брак. 7 години во брак. Окей? Има овде ближе. Дама. Јас сум Милена, Владина супруга. Познајemo се нешто више од 20, можда 21 годину. Сад ќе бити 21 ствари. Прошла година е било 20 како смо се упознали. 19 година сме у браку. Имамо двоје деце од 12 и 17 година. Супер. Памтете сега. Јас сум Виолета, мојот партнер моментално не е тука, отиде да посети некоја многу важна личност во Кавадарци. Брак, кој што сме во брак 49 години, за две недели 50 години се славиме. Имаме 3 ќерки, Хајди, Рута и Сара, и 10 внучиња. Десетото внуче го добивме пред отприлика 40 дена и многу се радуваме и на него, ако е најмало. Фала. Гледате колко е богатството на семејството. Огромно. 3 ќерки, 3 зета, 10 внуци. Има ли некој повише? Никој? Има? Браво. Браво. Да беше Тито жив, ќе ви беше кум. Во ред. Прво прашање за младиот, најмладиот брачен пар. Што за вас представува зборот семејство, али не само збор како семејство, него и семејство како семејство? На прво место, кратка дефиниција што за нас представува семејство. За нас семејство представува љубов. И тоа не преувеличувам кога тоа го кажувам, него навистина тоа така го мислиме. И секако, дека семејството е единка, како што од повеќе клетки е составен еден орган, повеќе органи нели составуваат едно тело. И семејството е клетката на црквата, семејството на државата. Колку е здрава клетката, толку ќе биде здрава црквата или државата. Значи, семејството не е нешто посебно светиња, свето установа која што Бог ја оддел, нели, така замислил за човекот. Ние тука наоѓаме среќа, наоѓаме радост, задоволство, мир. Многу тука имаме, нели, испреплетени улоги. Истовремено си цар, ама истовремено си слуга. Требаше на малото дете да му служиш, нели? Царот може да не служи, ама таткото треба да служи. И така, семејството за нас е нешто свето. Благодарам. Значи, света институција која што Бог ја поставил уште во Едемската градина. И ние како
наследници на Адама и Ева, треба таа институција да ја одгледуваме и да ја чуваме, и љубоморно да ја чуваме. Посебно во денешно време, кога сваќаме дека бракот како бракот е толку нападнат од сите страни. Сега, за вас, млади брачни пар из Хавранови, која е тоа сила на семејството? Ајде сега да вас видим, очите да ме разумете. Што е тоа што толку силно во семејството ве зближува таа сила која што постои меѓу вас, бидејќи знаеме дека секој семејство има своји силни, али и слаби страни, нели? Кои се тие јаките страни кои ние како семејства треба да ги одгледуваме? Се разуме? Ниси. Чуј ме тако гледа, сватио се. Све ми е јасно. Значи, кои се јаке стране породице, пошто знамо да постои и слаба и јака страна, а која е таа јака страна? Разумем се, само размишлям. Па што ме мучиш? Па да имам времена да промислим. Па немо. А добро. Pa svakako jaka strana porodica. Meni bi bilo interesantno da svako od nas odgovori na pitanje šta je porodica i onda bi se videlo, oni su rekli ljubav, ja bih rekao da je porodica podrška i razumevanje. To je za mene porodica u ovim godinama. Naravno, bila je ljubav nekada, ali da se razumemo, znači i dalje je ljubav, ali nije jedino ljubav, to sam htio da kažem. Nije jedino ljubav. Nekad je samo ljubav, ali brak nije samo ljubav. Brak je mnogo više. Ono je i podrška i razumevanje. Verovatno će sestra reći mnogo više, zato što iskustvo je to koje nas uči. Sad, šta je snaga naše porodice? Različitost. Apsolutno, znači svako od nas je različit. To nije lako, ali je blagosloveno. I kada imate 4 jaka u različite oblasti, onda smo zaista jaki. Ja bih rekao da je to snaga naše porodice. Svako je za nešto jako dobar i tu se mi jedni drugima nadopunjujemo. Ne postajemo svi isti, ne pravimo šablone da moramo da budemo, nego smo tim koji igra. Eto, ja bih rekao da je to snaga naše porodice, a ne znam šta će gospođa reći. Šta je minus? Da. Kaži jako. Ajde reci prvo slabu, pa posle jaku, da ostane ona jaka upečatljiva. Pa ne znam, sad ne mogu da... Izgledaće kao da glumim, sad ne mogu da se... Mislim da je, evo sad, možda je to odgovor na oba. Mislim da je jedna od jakih strana naše porodice to što kada se desi nešto što može da bude slabost, umemo to da prevaziđemo i da o tome ne mislimo i da to ne ostane kao gorčina, da to ne ostane kao nešto što se pamti, kao nešto što se prebacuje jedno drugome ili jedni drugima. Tako da mislim da samim tim možda čak i te slabe strane onda izblede. Gledajte mudrost, šta ti je žena? Slabost naše porodice su deca. Znači, na decu smo jako slabi. Jako ih volimo i sve može, ali to ne dajemo jako. Ali naravno to nije slabost, ali... Imaš sreće, ćerke ne slušaju. Da. Slušaju, da znaš. I kad ne slušaju tineđeri, oni sve čuju. Ma nije čula, garantujem. Da, eto, toliko. Hvala. Следно прашање е за семејството Кирови. Слогата, како слога, како единство, е нешто што на секој семејство му е потребно. Тоа е систем, тоа е структура. Во таа структура на семејството која го сочинуваат членовите на тоа семејство, сепак влијат односите кои што се од внатре во тоа семејство, али нажалост некојаш влијат и надворешните влијанија. Тука се економските притисоци, духовните притисоци, како од внатре, така и од надвор, односно со децата кои што ги имаме, можеме да
соработуваме, да работиме, али и од нив постојат притисоци, затоа што некогаш не се мирни, не се добри и така натам. И кога ќе погледнеме на вистина семејството е една посебна структура. Сега да ве прашам, која е вашата улога и како ги делите некои обврски во вашето семејство? Еве, ја прво ќе одговорим. Али може и на првото прашање, значи што за вас значи семејство, пошто немате одговорено, дајте одговори и на тоа и на ова. Па не кажа че на тоа треба се одговори. Како? Не кажа че на тоа треба сите да одговараме, Еве, сега импровизација малку. Ајде. Зборот семејство, кога го слушнам, првото нешто кое ми иде е дека Бог е основал семејството како прва така единица. И секогаш кога слушнам зборот семејство, тука е присутен Бог. Ако го нема Бог, семејството не е целосно. И за мене семејството е стварно поддршка, разбирање и љубов која расте. На второто питање беше како ги распределуваме улогите, нели? Улогите, јас верувам дека секое семејство што верува во Бога треба со молитва да ги распределува. Јас верувам и се трудиме тоа во нашето семејство на почетокот на денот со молитва да започнеме со Божјето Слово и сите обврски кои можеме заедно да ги обавиме, да ги споделиме, заедно ги правиме, а сите други кои не можеме, секој бара мудрост од Бога како тоа да го заврши на најдобар начин и за прослава на Божјото име. Или имаш што да дополниш? Па не многу, значи основата е токму тоа што го кажа нели Бени, дека нели основната клетка која што е семејството, значи во центарот на семејството треба да биде Бог. И секако ние нели како луѓе кои што му служиме на Бога и кои што сакаме нели вистината за Бога да се однесе меѓу другите луѓе, ние како семејство треба тоа да го правиме. Значи, треба да сведочиме лично, но и како семејство треба да сведочиме пред другите. И сме заклучиле дека за тоа да се оствари најважното нешто е да имаме една тесна врска со Бога, значи да имаме заедничко богослужение, нели повеќе да се молиме и да го слушаме Божиот глас. И потоа, значи Бог одговара, нели кажува и ние ги правиме нели распределбите, но секогаш ни е потребно од Бога мудрост, нели за да можеме тоа да го направиме како што е најдобро. Благодарам. Сестра Виолета, за тебе значи истото Семејство. првото прашање, што значи семејство? А после ќе ти го дадам и второто прашање. Да. Значи семејство за мене, јас многу млада се омажив, 18-19 години, и, значи нешто што не можам да го опишам тоа како една оаза, како оаза на мир, но не е све така. Има големи борби во животот, падови, станувања. Прво немавме малце подолго време дечиња, па ни даде Бог деца. Па тоа е еден посебен период кога се радувавме. Многу се радувавме кога добивме две, а после тоа после еден подолг период уште трета ќерка. И тоа се све некои периоди кои што ти даваат сила, ти даваат крила да можеш да леташ. А што е најважно во тоа семејство, како што ни го опиша брат Хавран и сите денеска што слушавме, ако е добро семејството, тоа е како едно гнездо, како едно птичје гнездо каде што имаш заштита. И јас така сум го осетила семејството во мојот дом, нажалост мојот сопруг не, сосема друга, по други околности растел. И може би таа разлика многу не соединила, да сме имале двајца убаво детство, може би тоа не бисме го доживеле, али семејството и за него и за мене направило нешто што покушаваме и до ден денеска со 10 внучиња да створиме една хармонија во домот,
Ана се разбира и во црквата и многу сме радосни што во саботниот ден сме сите заедно. Сега веќе не, пошто се децата во Германија, али додека бевме заедно, секој петок, сабота, недела бевме заедно. И семејството е нешто фантастично, нешто најубаво на оваа земја. И затоа Сотона највише сака да го, што рече ти и Сабајле, имавме една мисла од брат Гулев, највише сака да го уништи семејството. Ако го уништи семејството, све уништи. И затоа да се држиме цврсто и можда 3 пати повеќе молитви да упатуваме него порано, затоа што ако го расипе семејството и саботата, тогаш све учине. Благодаря. Слободни млади личности, слушнавте? Заспале. Будење. Слободни млади личности, кај сте? Тео слуша, тоа гледам, он е внимателен во тој правец. Слушајте и останатите, ова се важни совети за вашиот живот. А дури вие млади кои што прегеска кренавте рака кога прашав слободни млади личности, а под 10 години кренавте рака, слушајте, впивајте ја мудроста која што ја делат овие личности овде. Уште едно прашање за сестра Виолета. Што е тоа што би можеле вие да ни препорачате кога е во прашање работа на самите себе си? Значи, бидејќи изградувањето на самите себе влијае и на изградувањето на оние околу нас. Тоа сакаше мојот сопруг да го одговори, али јас во негово име сега ќе го одговорам. Брат Бранко, тука ли си? Дојди ваму. Немojte дојди ваму. Дојди. Ајде, те чекаме. Дојди, Бранко. Ајде, брат Бранко, имаш аплауз. Прашање. Гласаше? Како беше? Вака, значи. Што е тоа што би можеле вие да ни препорачате, значи, кога работите на самите себе си, а бидејќи знаеме дека кога работиме на самите себе, работиме и на другите, значи, влијаеме. Види, за мене семејство е светиња. Како што вика, не дирајте ми тоа. И тоа е многу важно за целиот живот. Ја од многу сум слушал совети, а најповеќе од раставени бракови. Или за деца, оние кои што не успеале. Ние, животот наш, го гледаат децата и го пресликуваат. Не треба многу да им се зборува, они знаат се. И затоа треба да пазиме, за мене е многу важно да има и неприлики и било што да се одржи до крај семејството. И треба да се трудиме на тој правец. Благодарам. Следно прашање за Владо и за Милена. Дали е тешко да се одгледуваат деца и дали постои различен пристап во одгледувањето и воспитувањето? Значи, разумете? Или опет размишлаш? Ајде, настави, дај. Јер мајките на еден начин преоѓаат кон овие задачи, а татковците па на поинаков начин на тоа преоѓаат. Значи, мајке прилазе с другачен приступ, а очеви с другачен приступ. Ова е болна тачка, ја мислим, сваке породица. И увек постоje два приступа васпитању. Постои онај мајчински, а постои онај очински. А така? И оно што би trebalo bi da se nastupa apsolutno jedinstveno kada su neke stvari u pitanju, sa puno integriteta i onda ima efekta.
Sad, ako se u braku desi da žena radi na jedan način, a muškarac se buni protiv toga, onda je to deca protumače kao neki napad, zlostavljanje i tako dalje. Znači, trebalo bi da se bude jedinstveni. Ako ne postoji sloga po tom pitanju, treba oćutati pa posle se dogovoriti. Kod nas, naravno, za ovih nekoliko godina našeg braka bilo je različitih situacija, ali uglavnom smo zajedno bili na tome. Ako ja ne mogu da podnesem neke stvari, ja se sklonim. Tako da sklonim se da ne bi bio prisutan jer ću samo napraviti Belaj. pa probat ću da zaštitim. A to nije dobro. I onda, eto tako, nekada probam da namignem, nekada da mahnem, nekada da zagrlim, nekada se razume poruka, a nekada se i ne razume. Nekada moja Milena mene zaustavlja. Ja to naravno ne volim, kao i svako drugi, pusti me, hoću ja da završim svoje, ali uglavnom znamo neke granice i to u tim granicama deluje vaspitno. Eto. Hvala. Isto to prašanje za vas, Kajevici. Znači, da li različен pristup ste imali kон vaspитувањето на децата? Ето, уште едно прашање сега ми се наметна. А какво възпитување имате сега кон внуците? Можеш ти за децата, а сестра Виолета за внуците. Па повеќе јас си играм со внуците. Тогаш ти ќе мора. И така им кажам приказни, било што, и со месеци тие ги споменуваат и се игра со тоа. Добро, види, ипак треба нашиот живот да биде на децата поглед. И за самото воспитање на самите деца, фала Богу, нашите деца се у црква сите. Не можеме, не знам, заслуга ние немаме, али се трудиме да живееме по Божја волја. И така исто и внуците, се радуваме со нив, а и они со нас. Значи имаме заедништво и слова. Јас не знам приказки многу да кажувам, тоа ми е слабост. Се труде во дечје одленje многу, али имам други способности. Нешто слично што рече брат Харваран денеска, да скувам добро, И кога беа помали внуците, не се откажував ни од нив, како и од децата, така и од внуците, да идам со нив сегдека. Ги носев, поготово овие што се постари. Внуката најстара е 19 години. Ја носев на сите, на конгрес за жени, за музика, пеење, сегде. Сега више неќе да иде со мене, тоа е нормално и не ни сакам да иде више со мене. Тоа е све нормално. Али тој период, али приказки библиски никош не сум ги заборавала да ги кажам пред спиење и тоа мислам дека оставило голем впечаток на нив. Сега се сите тинејџери од 19 до 40 дена, али мислам дека тој период што го поминавме јас и Бранко со нив, ќе остане една трага позитивна, поготово во духовниот живот. А што ќе они одлучат, ние не знаеме. Али секојдневно се молиме за нив. Сите од вас ни честитаат внучињата кои ќе дојдат, али јас велам уште една одговорност Бог ни дал. Не е само да имате деца или внучиња, него уште едно име се запишува во листата за молитва, зашто младите се денеска многу нападнати. Нападнати од сите страни, и со медија, и со секакви ствари. И затоа искористете го тој период кога се помали, не кој ќе пораснат. Кој ќе пораснат више е готово, али тој период кога се малецки од 2-3 години додека не тргнат у школа, само кажувајте, раскажувајте за Бога, бидите со нив, носете ги во паркови
на такви места каде што можат да бидат у додир со природата што е створил Бог. И Бог ќе даде после плод за сето тоа. Благодарам. Ние оваа година славиме 50 години од брак. На 18 ноември. Да. Видиш како знам? И значи тоа е една овако да поминеме преку тоа па понатаму Бог како даде. Ја и пишав на сестра Виолета која прашав и пишав 100 годишнината од вашиот брак да биде во Златниот Јерусалим. За младиот брачен пар Кирови, што најмногу го сакате кај Кристијан? Кико, затни ги ушите, немој да слушаш сега. Това е Християн. Заборавихме да го представиме на почетокот. Има на 20 ноември ќе напълни 4 години. Најмногу да го сакаме. Има доста особини кои са много позитивни. То е търпението. Насекаде е со нас и е много ентусиазиран да дели книги. Исто много сака да се моли и да читаме. За која приказна најмногу сакаш? Да. За Исус, шо нахранил колку луѓе? Кажи, 5000, така? Да. Браво. Таму е омилена историја, секој сабајле, он ја раскажува. Значи нема шанси да се заборави. Нема шанси. Исто, многу е искрен. Јас верувам дека сите деца се искрени, али е многу упорен. Како што брат Владо кажа, го препознавам Христијан и тук. Му говориш, он си тера по свој, докато не седнеш да го обранеш кон себе и да му кажеш слушни ме да ти кажам. И тогаш ще знае да слуша. И тоа е исто много позитивно. Тие са, мислим, много важни особини и верувам дека ќе расте во тие особини и за напред. Тато? Па, како и секое дете, тоа има и позитивни и негативни нешта. Тие Но вторите ние зборуваме за позитивни. Да. Да те предупредам. Да. Значи, многу ми се допаѓа тоа што како дете не се лути. Ние нели возрастните имаме така, нели кога ќе се скараме со некого, како да кажеме, и тоа го мислиме во нашите умови, па ајде и го држиме, но децата тоа го немаат. Значи Христијан, тоа, значи многу ми се допаѓа кај него. Што е да му кажеш, потоа ќе дојде и ќе каже тато, и овде, знаеш. И преку тоа преминува многу лесно. И затоа Исус си кажал, значи бидете како деца, нели? Тоа е една многу добра, прекрасна особина кај децата. Исто така многу ми се допаѓа кај него тоа што сака да пее за Исуса. Значи има песнички кои што ги учи за Исуса. И која беше песната што ти ја пееше, Хриси? Слави го Бог, Отце, срце ти, мокен и возвишен цар над се. Окей, Има и благодарам. другите. Веќе ми вела да морам да привршам, имам 3 прашања, што да правам сега? Како да ги искомбинирам сите 3 во едно? Како? Сите 3, ме немаш. Живееме, нажалост, на подраче каде што често оној кој во домот на семејството сака да помогне, да направи добро. И кај нас, нажалост, таквите мажи ги нарекуваат папучари. Не, али често тие папучари велит јас сум газда. Нели? Јас сум газда во овој дом. А жената од друга страна или задгрб му мисли и вели братко мој, јас сум вратот.
Ако си ти глава на таа семејство, ама јас сум вратот и кај што јас ќе мрднам, ти тамо мора да гледаш, нели? Така да колку год да ти велиш дека си газда и глава на тоа семејство, сепак завишиш од мојот врат. Сега, прашање е како, нажалост, тоа е на некој начин како позиција и опозиција во политиката. Ако политиката, сега малце ќе ја замешам, ама позитивно да излечем од неа. Ако политичарите кои што се во опозиција, сега на власт да кажа, знаат да ја слушаат опозицијата, можат да извлечат оние корисни работи кои што можат да се искористат за добробит на општеството, нели? И тогаш е тоа окей, тоа е супер. Како таквите ситуации во нашето семејство, значи во сите ваши семејства, можеме да ги извлечеме на корист на самото семејство? Секој брачен пар, ако може по кратка минутка. Може да почнеме од Славче, па наваму. Значи, Бог не предупредува нели да немаме гордост, а спротивност на гордоста е понизноста. Ако ние настапуваме во бракот со горделивост дека не треба од ништо да бидеме поучени, тука нема да има благослов. Меѓутоа, ако самиот човек е свесен дека може да греши, не да биде само учител, туку да некојаш да земеме и улога на ученик. Значи, ако ти кажи брачниот партнер, еве ние немаме деца, ако нешто ми каже дека нешто не е добро, значи јас ако имам гордост, нема ни да го послушам. Ама, нели, разумен човек ќе си рече, чекај, да видам тоа, дали навистина стварно не е добро. И кога сме околу поучувањето, нели, примањето, најдобро нешто е, например, за некого да го поучиш е прво и ти самиот да покажеш таков пример. Јас знам да и така и си го практикувам во семејството, кога сакам нешто да биде подобро, или, например, ако и сакам да променам кај незе, ја ќе се променам прво, за да можам да кажам, еве, гледај од мене. А сега не дека секогаш јас се учам. И во обратната страна се случува, така да добро е кога некој ќе ти укаже, пошто човекот кога живее сам, например, еве, косата и да не ти е како треба, ако не се видиш ти во огледало, а не се гледаме постојано, не ни знаеш дека косата или јаката не ти е како треба. И ти треба тука некој опозиција да ти каже дека тоа не е како што треба, ама сам ти тоа не можеш да го видиш. И така да еден со друг, кога има дух на понизност, дух на учеништво, се надополнуваат луѓето еден со друг. А не ли секако тука е Бог првиот кој што не учи и се поучуваме од него. Да, Кирој? Кратко, минута. Да. Па се сложувам наполно со Славче дека кога има различни мислења, нели? Треба да седнеме и да разговараме и да се молиме. Значи тоа е важно нешто. Исто многу важно нешто е да не бидеме тврди и да држиме на нашата страна и да кажеме ете тоа така мора да биде, нели? Туку да може да се најде заедничко решение. И овде, значи, најмногу помагаат, нели, советите кои што ги имаме од Божјето Слово. Ако се држиме за Божјето Слово, ако се држиме за она што Бог го кажува, значи, тогаш многу нешта се кристализираат. И кога постојат различни мислења и ние сега дојдеме кај Словото Божје, нели, и се молиме, бареме од Бога помош, значи нештата се кристализираат и тогаш многу полесно различните сваќања и нели нештата кои што се случуваат бракот може да се изгладат и да се дојде до едно заедничко решение кое што можеби на самиот почеток не било ни моето добро, ни нејзиното добро, но крајното ќе биде, значи, тоа што е вистинско. Така, благодарам. Аврани? Јао, проповедник, сака да одлучи. Минута. Па ти си највише овде причува, а нама си што по време. Така да... Мени су дали улогу да води. Ovako, znači ja sam rekao da je naša snaga u različitosti i ja mislim da je Bog tako nas zamislio kad nam je dao partnera koji će nam stajati nasuprot, tako kaže. Tako da ja kad sam tražio saputnika u svom životu, ja sam se molio da mi da nekog s kim ću ja moći da idem kroz život ravnopravno. Ja mislim da je to u životu dobro, znači treba sa nekim da razgovaramo, da raspravljamo, da nas to izaziva, da se ne mrzimo, da ne budemo ogorčeni, nego da se volimo i da to uvek, to različitost dovede do najboljeg mogućeg rješenja. Znači, kod nas je tako, vrlo je žustro, vrlo je, mislim kad se kaže žustro, ne mislim
znači dinamično, to sam hteo da kažem, i stvar napreduje. Znači idemo zajedno, brzo razmišljamo, ravnopravni smo, ne slažemo se po svim pitanjima, ali donosimo odluke i guramo dalje. I to nije pogrešno, kod nas to nije pogrešno, to je poželjno. Ja nikad ne bih mogao da budem zadovoljan sa osobom koja klima glavom, koja prihvata sve, koja ide za mnom. Eto, ja sam takav po prirodi, ja ne bih mogao s takvom osobom. Eto, to je to. Ka jednom cilju. Ja mislim ovdje je Balkan i malce smo podrugi. Pošto smo bile na zapad i možda nešto smo poprimili, a možda nešto i sme morali mnogo da popravime vo našия život. Zato vam predavam na Branko. Kako plavanac. Вика, да не заеде слонце во гнев. Со жената често пати ќе ја спукаме, со децата исто, и нема да помине 5 минути и 10, може и пократко, да не нормализираме. За многу кратко време. А зетот прв што е зарута, вика, како вие, бе, како цигани, вика, изби на трони. Зашто вика, а после вика, за кратко време нормализираха, одма вика се е уред. И треба устварно на тоа да пазиме и да тоа го практикуваме. Значи, млади, слушајте, брзо простување. И ако се спукате, ама да не се дотепате. Ja samo dodatak da mislim da je brat rekao fantastično. Znači, to je ono biblijsko pravilo sunce da ne zađe u gnjevu. Znači, to je najvažnije pravilo u životu. E sad, kako moja Milena rešava problem zalaska sunca, različitosti? Evo, reći ću vam. Ona meni kaže, slušaj, volim te nezasluženo. To kad mi kaže, a to je, ja ne znam šta. Znači, moram da se menjam, moram da se vratim, moram da... I to je to, to me lomi, znači to je ona božanska ljubav, a još kad to zacakli s nekim biserima u očima, onda je to strašno. Tako da... Ne, to je dobro, to nije strašno, to je dobro. Smene. Tako da to. Ви благодарам на сите кои што учествувавте во овој интервју. Ви благодарам на вашите размислувања, на вашата искреност и отвореност. Порака до сите вас. Вие знаете што вели апостол Павле во Ефесјаните 5 глава 25 стих. Мажи, љубете ги своите жени како што Христос ја љуби црквата и себе си се предаде за неа. А апостол Петар вели така и вие жени бидете покорни на своите мажови. Драги мои, нека Бог драги ни помогне да навистина во слога, во единство, во мир, во радост, во љубов, во разбирање, во незаслужената љубов, како што кажа брат Владо, да можеме да растеме и да напредуваме како едно големо семејство, али како секое семејство за себе. Јас, ако немате ништо против вака, додека седиме, би се помолил во тој правец. Милостиви добри Татко наш небесен, ти благодарам за секое едно семејство кое што ти си го водел и го водиш и понатаму. Ти благодарам и за ова едно големо семејство кое што го имаме на оваа планета Земја, а тоа е твојата црква. Ти благодарам што ти не чуваш и водиш и што не поучуваш. Ти благодарам што ни покажуваш и љубезност, и нежност, и долготрпеливост. Ти благодарам што и понатаму ги водиш и младите да им бидат отворени очите да гледаат кој е тој што ќе биде нивниот животен сапатник, затоа што времињата се тешки, али знаеме дека со Твое водство можеме да бидеме сигурни дека еден ден ќе бидеме во Твоето царство како едно големо семејство кое ќе се радува на мирот и на радоста и на слободата која што ни овозможуваш. За услишувањето на овие наши зборови по волја Твоја, Тебе слава и хвала и час, нека Ти е во Христово име. Амин. Hvala vam još jednom. Sanja. Па јас можам да кажам дека вака како што слушам брат ми ќе биде доста добар маж, бидејќи него ако го налютите брзо му го минува,
а и не дозволува да му се налутите, бидејќи одма ќе дојде да ќе ви се убутка да ве гушна, за да не му се лутите. Во продолжение, ќе слушнеме една музичка номера пред вечерното предавање. Тоа е дел од песните кои што беа представени во Београд на фестивалот на духовна музика. Песната ја имаат искомпонирано и напишано Марин, Амелија со помош од Стефан кој свири. Surrounded by everyone, still empty inside. My soul reaches now. Are you there? Oh, do you hear my thoughts? Does my voice come through? Breaking the light. Do you listen now? Oh, time is running fast, and I'm still behind, waiting for my train. Are you there when nobody listens to me? When people move on and I'm stuck
svog vremena od života. 2/3 svog života provede u svojoj porodici. Sada, šta mi možemo da uradimo? Možemo da uradimo mnogo i od nas se očekuje mnogo. Doslednost roditelja je najteži deo u vaspitanju, zato što naše misli, naše reči i naša dela treba da budu u skladu sa našim ponašanjem. Vi ne možete detetu da kažete jedno, a da vi radite suprotno. Poruke koje mi šaljete moraju biti jasne i glasne. I da naravno vi kao roditelji živite onako kako pričate. Nedavno sam pročitala jednu istinitu priču jednom mladiću koji je sreo jednog psihologa i rekao mu: hvala vam što ste mi pomogli da promenim svoj život. Izvinite, ja se ne sjećam da sam ja vama pomogao. Pa vi znate da sam ja bio u zatvoru sa one strane zakona, no međutim, oni su me poslali da dođem kod vas na test inteligencije. Pa vi ste mi rekli da sam jako pametan čovek. Pa to je promenilo moj život. U svojoj porodici stalno su mi govorili da nisam za da ništa ne vredim i verujte mi, ja sam takav postao. Ali vi sa tih nekoliko reči ste promenili moj svet. Ja sam odlučio da postanem drugačiji čovek, počeo sam da se obrazujem i promenio sam svoj život. Koliko naše poruke imaju jak uticaj na našu decu. Zato jako pazite šta govorite i kako se ponašate. Jer deca su kao sunđer, jako upijaju sve što čuju, a još više ono što vide. Tipska saradnja roditelja. Roditelji morate biti u savršenom skladu vaspitavajući vašu decu. Neki su naučili da budu popustljivi, a neki pak strogi. To su preterivanje u granici. Znači, zbog toga dolazi do neusklađenosti vaspitanja vaših deteta. Majke su često, mi emotivne žene, znamo da pogrešimo, pa da napravimo neke stvari iza leđa našim muževima, tako? I da prikrivamo greške naše dece ili da ih postičemo da urade baš suprotno od onoga što otac zabranjuje. Šta time radimo? Rušimo svoj autoritet i poštovanje koje treba da dobijemo od naše dece. Šta učimo našu decu? Našu decu učimo da budu manipulatori i učimo ih da lažu. Znači, deca tada prekršavaju 2 zapovesti. Ne poštuju nas kao roditelje i učimo ih da lažu. A Bog će jednog dana od nas tražiti odgovor zašto smo to uradili. Jer navike koje deca steknu u detinjstvu jako se teško u zrelom dobu menja. Mi ćemo sada zamisliti da je jedno roditeljsko okruženje, jedna sigurna luka, jedan siguran brod koji vodi decu od početne luke pa do krajnje luke. I roditelja ćemo predstaviti kao kapetana broda. On ima stav mirnog autoriteta u vaspitanju deteta. Dete sluša, gleda da mu pomogne i gleda da ga podrži. Odnos roditelja i deteta može biti trojak. Vidimo ovde roditelja kao vođa. Roditeljska ruka je gore, dečija je dole. Tu se vidi hijerarhija. Zna se da je roditelj vođa, a dete je tu da sluša, a isto tako roditelj je tu da ga podržava i da ga usmerava. To je najbolji odnos roditelj-dete. Onda imamo advokatski odnos roditelja i dece. Roditelji i dete su na istoj ravni, u ovakvoj porodici stalno se raspravlja ko je u pravu. Stalno su konflikti i jako se konflikti teško rešavaju. I treći i najgori, to je oblik modernog vaspitanja današnjeg, gde je dete iznad roditelja, gde se roditelj osjeća bespomoćno, očajno, a kada želi nešto dete da uradi, počinje da ga ucenjuje, ali, nažalost, ništa ne uspeva. I zato mi kao roditelji treba da budemo svesni svoje uloge koju nam je Bog dao, a mogućnosti su neograničene. Neki roditelji, iako tvrde da su religiozni, oni deci ne ističu da treba da slušaju Boga i da treba da poštuju njegove zapovesti. Ako vi kao roditelji ne izvršite dobro vaspitanje svoje dece, verujte mi, tu prazninu Sotona će jako lepo iskoristiti. Sećam se jednog čoveka, starijeg, koji je bio u našoj crkvi i on je govorio: ja imam 2 ćerke
volju da rade kako one misle da je najbolje, ja znam da one puše, ali kad one budu 18 godina, ja znam da to sve znanje koje su oni stekli za crkvu, o Bogu, da će se oni Bogu jednoga dana vratiti. No međutim, te njegove ćerke su odrasle, pa su postale bake, ali se nažalost nikada nisu vratili u crkvu. Njegova ideja roditeljstva i vaspitanja je bila totalno pogrešna. Temelj koji stavimo deci u prve par godina života je temelj, posle samo nadgradnje. Ako pustimo decu da sami odlučuju, verovatno će biti na pogrešnom putu do kraja svog života. Vaspitanje je sigurno za sadašnji i budući život. Ovde su dve jako dobre definicije. Jedna je nehrišćanska, ali ipak govori o duhovnoj sferi vaspitanja, a jedna je hrišćanska i kaže: vaspitanje je proces planskog i sistemskog usavršavanja senzormotornih, intelektualnih, emocionalnih, moralnih i duhovnih svojstava i sposobnosti deteta, ali i odraslog. Hrišćansko vaspitanje daje više od običnog discipliniranja uma, dava više od uvežbavanja tela, ono jača karakter. Jer sa ove planete, Bog kaže, nećete ništa poneti. Otići ćete samo vi i ponećete vašu decu, ali vaša deca i vi morate imati lepotu karaktera koja je po uzoru na Božji zakon. I tako imamo 4 stila vaspitanja. A vaspitanje se menjaju poput mode. Ljudi samo nešto usavršavaju kako bi pomogli roditeljima da budu što bolji u svojoj ulozi. U današnjem svetu, nažalost, ta nova vaspitna moda preteruje. Deci se daje potpuna autonomnost, oni su ravnopravni sa roditeljima, deca su uvek u pravu, slobodno se da odlučuju, a roditelji svoje lično mišljenje mogu da kažu, ali ne smeju da zabranjuju. I nemaju pravo da kažu ne. Sinoć sam razgovarala sa jednim mladićem koji živi u inostranstvu i kaže mi: zamislite šta se dogodilo nedavno ovde na našoj području. I jedan dečak je izjavio da želi da dolazi u školu u Haljinici. I roditelji su mu to zabranili i dobili su kaznu. Kažnjeni su. Zato što dete ima pravo da se oblači i da misli, ako misli da je dečko, a misli da je devojčica, to je njegovo pravo. Zamislite kuda vodi ovaj svet. Znači, insistiranje da dete bude ravnopravno sa roditeljem ruši svakako roditeljski autoritet. Dete mora ostati dete sa svojim osobenostima, a roditelj mora biti roditelj sa svojim dužnostima. I njihov odnos nikako ne može biti ravnopravan, nego mora biti asimetričan. Ja sam ovaj stil vaspitanja prvi nazvala mudrim. Vidite da on sija kao sunce, a svi ovi kasnije počinju malo da postaju drugačije boje. Mudri stil roditelja i takav roditelj ima blisko sa svojom decom. Ima otvorenu komunikaciju, decu uči da budu odgovorna, da imaju svoje zrele stavove u životu, a takav roditelj ispunjava potrebe svoje dece. Autoritativan tip roditeljstva je neprikosnoveno nametanje autoriteta. Ja ti dajem nalog, a ti taj nalog izvršavaš. Znači, roditeljski odnos, roditelj-dete je vrlo krut i napet. Ja mislim da mi, rođeni tamo 60 i neke, pa na ovamo, smo baš tako vaspitani. Sigurno da ste često u svom životu čuli onu rečenicu: dok si pod mojom krovom, viči kako ti ja kažem. Jer jasno? Mi smo nekako bili, da vam kažemo, sakaćeni da možemo da izražimo svoje mišljenje, da možemo da izrazimo svoje emocije, jer smo samo bili kod tim da radimo onako kako nam neko kaže. Bez obzira koliko je to dobro, ali je potrebno da nas roditelji saslušaju. Jer kako ćemo se izgraditi u zrele ličnosti ako nemamo pravo da i mi osjećamo, da izražimo svoje osjećanja, a isto tako da izrazimo svoja konstruktivna razmišljanja. Dopuštajući roditelji ne postavljaju nikakve zahteve svoje deci, ne suprotstavljaju se deci, naravno su drugovi svoje deci, ali se plaćaju kasnije. Pa ono što se kaže, ako ne platiš na Drini,
shvatit ćeš kada dete poraste. I deca se uopšte u životu ne ostvare svojih sposobnosti koliko bi mogla. Izbjegavajuće roditeljstvo je najlošije roditeljstvo. Tu ne postoje nikakve granice, roditelji su jedno uključeni u život deteta, osim njihovih fizioloških potreba za jelom i za pićem, i ne postavljaju nikakve zahteve svom detetu i emocije su jako slabo izražene. Znači, kao i na svakom području, isto tako se radi istraživanja na području vaspitanja. I jedno od takvih istraživanja je napravljeno i na Univerzitetu Harvard i oni su se pitali šta se u vaspitanju dece nije promenilo nekad i šta bi se moglo od nekada što se primenjivati i u današnjem modernom vaspitanju. To su 5 stvari. Budite primjer. Ono što pričamo, ono što radimo, deca posmatraju i slede nas. A ako smo dobar primer, deca će imati dobar model identifikacije i postaće slični nama. Verujem da ste svi vi, koji ste malo stariji, sećate poznatog glumca dečike mišcija Branka Kockice, koji je rekao: nemojte vaspitavati decu. Deca će svakako ličiti na vas. Vaspitavajte sami sebe. Ako me pitate kada počinje vaspitanje počinje barem 100 godina pre nego što ste rođeni. Znači da vaša baka, vaša majka trebaju biti vaspitani, da bi mogli vas da vaspitavaju. Posvetite vreme detetu. Vreme, ko još danas ima vremena? To je takav problem u današnjem modernom svetu, jer svi mi trčimo za nečim materijalnim, da obezbedimo deci, što bolji život. Ali, vreme koje smo mi posvetili u čitanju knjiga, u proučavanju, u šetnji je nešto što je najvažnije u vaspitanju dece. Učite ih da poštuju ljude, bit ćete najbolji primer, da budu tolerantni i da vole ljude oko sebe. Naučite ih da pomažu drugima i učite dete zahvalnosti. Kada ih naučite zahvalnosti, bit će ljubazni i prema vama u porodici i prema ljudima oko vas. Sada, neko bi rekao da samo matematika ima formule i da samo sa matematikom možemo da rešimo neke važne matematičke zadatke. No, međutim, ja sam se ovdje potrudila da napravim jednu vaspitnu, dobru formulu kako da mi dobro vaspitavamo našu decu. Da bi naša deca bila dobro vaspitana, potrebno je da ih volimo, da im pokažemo ljubav. Kako izražavamo tu ljubav? Pogledom, reči, delima. Deca nas gledaju, deca slušaju nas glas i deca nas imitiraju. Molitva. Molitva je najvažnija u životu naše dece i vaspitanja naše dece. Ona je izvor života. Kada mi je majka, kada sam bila dete, govorila mala deca, mala briga, velika deca, velika briga, uopšte nisam shvatila zašto ona to tako kaže. Ali totalno je bilo u pravu. Zato dok su deca mala, ona su okružena vašom pažnjom i većinom su u porodici. Kako odrastaju, deca polako odlaze iz vašeg gnezda. I onda su im još više potrebne molitve da ostanu u nauci koju ste im vi dali. Zašto je potrebna disciplina? Disciplina ima prošireno značenje. To znači i poštovanje i odgovornost. Deci u životu treba svakodnevno da dajemo pravila, a po tim pravilima ćemo živjeti i mi i oni. I da po tim pravilima razlikuju šta je dobro, a što je zlo. Disciplina je sredstvo učenja, a ne sredstvo kažnjavanja. To da vam bude jasno. Znači, mi decu učimo kako da razaberu šta je dobro, šta je zlo i da budu dobra i poslušna, a ne da ih disciplinujemo da bi ih kažnjavali. Zašto deca treba da budu odgovorna? Poslušnost nije isto što je odgovornost. Deci treba zadavati zadatke sprem njihovog uzrasta i sprem njihovih sposobnosti da to urade na svoj način, ne na naš način. I da budu ponosni što su to uradili, a isto tako da im mi dajemo podršku za ono što uradi. Izgradnja karaktera. Ako sve ove karike povežemo, doći ćemo do lepote karaktera. Na genetskom nivou karakter je samo 5%. 95% je na obrazovanje i na uticaj koji mi kao roditelji dajemo i koji
starešinja i šta bi vam preporučila, rekla bi vam, molite se. Molite se i molite se. Jer samo Bog može da promeni vaše dete. Niko drugi. A Bog zna u kojem periodu, kad i kako treba da deluje. Sestra Vajtman u poruci mladim hrišćanima kaže sledeće reči. Verni roditelji, pred vama je velika odgovornost. Vi ste dužni da uputite korake svoje dece, čak i njihovo versko iskustvo. Ako vaše dece iskreno ljube Gospoda, ukazat će vam zahvalnost i poštovanje što ste se brinuli za njih i što ste iskreno obuzdavali njihove zle želje i vaspitavali njihovu volju. I na kraju, vreme koje imamo danas, sutra ga više nećemo imati. Stazu koju smo danas krenuli, sutra i nećemo imati. Bog očekuje da od naše dece napravimo jedne dobre ljude i da duplo više vremena posvetimo na njihovo vaspitanje od koliko da uložimo u njih novac. I zaista, Bog nam je dao veliku odgovornost. Decu treba da poučavamo da poštuju Boga na prvom mestu, a onda nas kao roditelje. Učila sam svoje dete od malih nogu da poštuje Božje pravila. To je naučila još od vrtića. Prva stvar je bila da se nauči kako da poštuje Boga zato što neće jesti nečistu hranu. I znao je, kada u vrtiću je nečista hrana, u njegovom rancu stoji čista hrana. Zatim je došao u školski period i tada je morao da se bori za slobodnu subotu. Petak uveče je dolazio kući. I u 5. razredu osnovne škole dogodilo se nešto strašno u njegovom životu. Matematika mu nekako nije išla, da li se nije previše zalagao ili je neki drugi problem bio, bitno da učiteljica, nastavnica iz matematike je htela da ga obori taj 5. razred. Otišla sam da razgovaram sa njom i rekla sam, dajte mu molim vas još jednu priliku da pređe razred. Sa dvojkom iz matematike on je prošao odlično ispit. Zamislite, dolazi 6. odeljenje i u 6. odeljenju ista ta nastavnica mu predaje fiziku. A ja, mama, šta ću sad? Ja se borim tu za religiju, a sve je teže i teže. Kažem, sine, to je, možeš da se boriš, da se naučiš da poštuješ Boga. I šta sad? Učit ćeš mnogo više. Tamo si matematiku prepustio, ovu fiziku možeš da osvetlaš obraz. Imali su 2 puta nedeljno, sredom i petkom, i kaže mama, i šta sad? Učit ćemo. I tako je Bog dozvolio da sredom uvijek imaju kontinuirani zadatak i on je to lepo izvežbao i napisao. I dolazi njegov komšija, mali drug kući i mama ga pita, Srđane, šta si dobio iz fizike? Mama, isto što i Oskar. A ja, Srđanu, isto što i Oskar, teško, meni. Pa šta si dobio? Isto što i Oskar. Pa šta je dobio Oskar? Kaže, pa peticu. A, bravo, bravo. Znači, trud se isplatio, molitve su se isplatile, Bog je blagoslovio. No, međutim, kada nije mogao da odgovara petkom, to me mama uzela kao za zlo, pa mu je nocom smanjila i dobio je 4. Kada je krenuo na fakultet, opet se borio za svoju religiju. Kaže, mama, ja prijavljujem ispit, ali ako bude neki ispit subotom, ja neću izaći. Dobro. Pa ako bude i samo subotom, ja opet neću izaći. Pa makar ako i ne položim taj ispit i ne završim fakultet, ja opet neću ići subotom. Šta smo zaključili iz svega ovoga? Da li ulaganje u našu decu je isplativo? Jeste velika odgovornost. Jeste da Bog očekuje da ih vratimo. Ali Bog čuje naše molitve. Bog vidi svaku našu suzu. I Bog će uslišiti našu molitvu i naša deca će ostati na pravom putu ako se iskreno molimo, ako i budemo pravi primjer. Ja mogu da kažem da sam ponosna majka zato što je on dobar hrišćanin, zato što služi u crkvi i zato što voli Boga. Želim da i vi budete dobri primjeri vaše deci, da budete dobar model identifikacije i da svi mi jednoga dana kada Gospod dođe sa sobom povedemo našu decu sa lepotom njihovog karaktera. Ne kažete sad samo da ga pročitam stih od 127. psalam, prvi stih. Jer vera ako
Господ не го гради домот, напразно се трудат зидари. Ако Господ не го чува градот, напразно те скажат. Ова само треба да ме подсети дека Бог е тој кој што треба да биде темелот на секој семејство, треба да биде темелот на секој брак. И Бог нека ни помогне наистина да Божјата реч, Божите совети, сегаш ги преминуваме во нашиот живот. Затоа што Бог како родител во својата преголема љубов ни дал такви прекрасни заповеди, такви прекрасни совети за нашиот Бог. Нека Бог ни помогне да тоа го почитуваме во нашиот живот за нашиот изобшто Бог. И на крајот само сакам да заблагодарам за сите ви кои што земат учество во овој собор, кои што ве видовме тука, а и сите ви кои што не ве видовме, а кои не се останали да овој собор биде успешен и да наистина биде благословен. Бог нека го води